Откако во 1960 година тогашниот американски сенатор Џон Кенеди им предложи на студентите од Универзитетот Мичиген да служат на својата земја со тоа што ќе живеат и работат во земјите во развој, ќе го промовираат мирот, иднината на овие земји е многу посветла. Од тогаш па до денес, ова е агенцијата која има огромен придонес за развојот на земјите ширум светот. Веќе утре на 2 декември Мировниот корпус во Македонија прославува 20 години од постоењето токму во нашата земја. Ова е на кој што 44 американци ќе дадат заклетва пред американскиот амбасадор Джес Бейли, со што и официјално ќе станат волонтери на Мировниот корпус. Утрово во студиото 3 на Македонската телевизија разговараме со Марк Ханафин, директор на Мировен корпус Македонија. Good morning. Заедно со нас се и Сара Мекфитерс, која што е волонтер во Мировниот корпус, и Евелина Алибеговска, тренинг менеджер. Ви посакувам добро утро на сите и добре ни дојдовте. Добро утро. Како сте утро? Ајде така да почнеме. Одлично. Thank you so much. And on behalf of Peace Corps, I just want to thank you so much for having us on the show. It's a real honor. Навистина ни е драго што сме и чест што сме дел од оваа утринска емисија и ви заблагодарувам од името на Мировен корпус. Секогаш сте едни од нашите омилени гости, слободно ќе кажем. Ајде да почнеме со ред. Ханафин, Мировниот корпус е независна владина американска агенција која обезбедува волонтери во земјите ни светот што побарале помош. На самиот почеток да дадеме вовет и за почетоците и за историјата на Мировниот корпус. No problem. Peace Corps is an independent American government agency that was founded by John Kennedy, as you mentioned, 55 years ago. It basically provides technical assistance to countries that request them with American citizens who are volunteers who come for 2 years. Мировниот корпус е независна американска владина агенција, која што, како што вие споменавте, е основана од председателот Џон Кенеди пред 55 години и работи со волонтери кои што ги праќа во различни земји во светот за да обезбедат помош на во различни области во земјите домаќини или земјите кои што имаат побарано таков вид на помош. For the past 55 years, more than 220,000 Americans have served in countries around the world. And here in Macedonia, for the past 20 years, we've had more than 700 volunteers who have come to Macedonia for 2 years to serve. And they've served in 400 schools and organizations and worked with over 600 counterparts to provide technical assistance. Значи, во овие 55 години постоење, 220.000 американци имаат служено како волонтери на Мировен корпус во различни земји во светот, додека во Македонија во изминатите 20 години преку 700 волонтери биле дел од програмата. И интересна статистика е тоа што тие волонтери имаат работено со преку 400 училишта и организации во Македонија, имаат живеено во преку 69 заедници, градови и села низ Македонија и имаат соработувано со 600 локални соработници. Мировниот корпус промовира мир и пријателство и спроведува 3 цели. Кои се тие цели? The goals are very simple and yet very impactful. And they're really all about building relationships between people. So the first goal is providing technical assistance to countries that request it through men and women who have skills, such as Sarah. They come to Macedonia and may teach English or work in communities, in youth councils, or even with special needs in education and special needs. The second goal is primarily focused on people-to-people relationships. So providing an opportunity for countries to understand more about the American people, in this case in Macedonia. And then the third goal is the reverse of that, is when American volunteers work here for a couple of years and then they come back, they understand the culture of Macedonia, the language, and they can tell their friends and families about Macedonia and their time there. Целите на Мировен корпус се многу едноставни, но многу моќни. Првата цел се однесува на е да им се обезбеди на луѓето од заинтересираните земји помош преку размена на искуства, идеи, знаење со волонтерите од Мировен корпус, кои што работат во различни области, имаат различни вештини и познавања, како што е например Сара, која што работеше во Македонија во секторот за работа со лица со посебни потреби. Или другите наши волонтери кои што работат во основни училишта или во средни училишта, предавајќи англиски јазик или пак во општини и невладини организации. Втората и третата цел се многу слични и двете се однесуваат на културолошка размена. Втората цел е
се однесува да им се обезбеди можност на луѓето од заинтересираните земји да научат повеќе за американската култура. Па на тој начин волонтерите кога живеат во семејствата и соработуваат со локалните соработници се охрабрени да споделуваат американската култура за луѓето да дознаат повеќе за она што е вистински американец. И третата цел секако се однесува на исто така споделување на културата, но од страна на локалните луѓе, значи да имаат можност американците да научат нешто повеќе за културата на луѓето во земјите каде што служат. И секако тоа го прават преку учејќи го јазикот и што се самите дел од културата додека живеат во овие 2 години во земјата. Кои се оние земји во светот кои што побарале помош од мировниот корпус и каде се сега ги има волонтерите? So which countries have a Peace Corps program? Currently, Peace Corps serves in 67 different countries around the world and is about to open a new program in Vietnam. So is constantly looking for new countries in which we can work in. We work in Latin America, South and Central America, the Pacific Rim, Asia, Africa, Middle East, Central and Eastern Europe. Значи, во моментот, токму во 67 земји во светот има програма на Мировен корпус, има канцеларија на Мировен корпус и постојано се разгледуваат можности да се отворат нови програми. Последната на која што се работи, односно таа што се работи во моментот е Виетнам. Инаку, од земјите каде што е присутна програмата, се Централна и Јужна Америка, земјите во Централна и Јужна Америка, многу земји во Африка, многу земји во Азија, повеќе острови во Пацификот и секако Централна и Источна Европа, од кој што регион сме дел и ние. Так. Сега, една интересна информација били дека според бројот на апликанти, токму Македонија од вкупно 67 земји меѓу оние први 10 земји кои волонтерите бараат да дојдат тука. That's right. The applicants for Peace Corps go through a very rigorous process because we want the best and the most skilled people to serve in a place like Macedonia. And recently that process has been improved, and so they ask applicants where they want to go and where they want to serve. We're very happy to see, but we're not surprised to see that many people choose Macedonia. So of the 67 countries, Macedonia is one of the most popular destination places. As far as we can tell, it's because people are interested in the rich culture, the history, the natural beauty of Macedonia, and of course the very hospitable and inviting people of Macedonia. А сето тоа и го имаме. Значи процесот на апликација или за да стане еден американски граѓанин волонтер на Мировен корпус е прилично ригорозен. И она на што најмногу обрнува внимание агенцијата е да регрутира луѓе кои што се отворени и кои што се посветени и подготвени да поминат 2 години живејќи надвор од својот дом, од својата земја. Во последните неколку години на апликантите им е дадена можност самите да одберат во која земја сакаат да служат, што не беше случај порано. И ние сме многу среќни и горди, но не сме изненадени дека Македонија котира високо на листата на популарни земји. Тоа секако пред се должи на богатата историја, култура во Македонија, на природните убавини, но пред се и на топлината и на гостопримливоста на луѓето тука. Так. Евелина, за формален меѓудржавен договор подпишан 1996 година со поддршка од Министерството за образование и наука и Министерството за локална самоуправа, Мировен корпус работи за организациите и училиштата со цел да се реализираат различните потреби на нивните заедници. Колку волонтери во моментов има во Македонија? Кажавме еднаш ќе повториме, на што е фокусирана нивната работа тука? Така. Во моментот имаме околу 100 волонтери, што ја вклучува и најновата група која што ќе стапи официјално во служба оваа недела. Инаку, како што спомна господин Ханафин, преку 700 волонтери имаат служено досега во Македонија. Нивната работа, како што споменавте и вие, значи е во соработка и со поддршка на Министерството за образование и наука, Министерството за локална самоуправа и тука би го додала и Министерството за труд и социјална политика. И во Македонија волонтерите работат главно во 2 програми. Едната е програма за развој и унапредување на наставата по англиски јазик, во чии што рамки волонтерите работат во средни и основни училишта низ цела Македонија и служат како ресурси на нашите наставници, локалните наставници по англиски јазик. Другата програма ние ја нарекуваме програма за развој на заедниците, во чии што рамки волонтерите работат во општини, невладини организации, институции од јавен карактер,
асоцијации, граѓански асоцијации и работат на различни проекти за развој на локално ниво пред, за работа со млади, едукација, екологија, значи најразлични теми. Од скоро имаме и нова иницијатива во соработка со Министерството за труд и социјална политика, а тоа е работа со лица и деца со посебни потреби, која што се надеваме понатаму ќе прирасне во поголема програма. Так. Сара е волонтер во Мировниот корпус. Би сакала да ни кажете нешто повеќе за тоа како се роди потребата кај вас да бидете волонтер, дали можете да се сетите на првата земја која што ја посетивте? Епа, не можам да кажам дека се разбудив еден ден и си реков ќе бидам волонтер. Би било добро да волонтирам. Туку волонтирањето е нешто што секогаш го правев и сакав да биде дел од мојот живот. Почнав со волонтирањето во мојот град, а потоа во други држави, ама само за неколку месеци. Имав повеќе задачи, како што се помагање со изградба на куќа за едно семејство во Мексико или со помагање во болница, со пораѓање бебиња во Индија. И сите овие можности да волонтирам ме дадоа големо искуство. Кога за прв пат слушнав за Мировен корпус, беше баш она што го посакав. Можност 2 години да живеем и работам заедно со луѓе од други земји, да научам од нив и нивната култура, традиции, обичаи. Во мај 2010 јас и мојот сопруг стасавме во Бугарија. Живеевме во Варна, Бугарија, каде што јас работев во Центар за деца со посебни потреби. Во јули 2013 година заврши програмата во Бугарија и имав неверојатна можност да дојдем во Македонија. Тука работам во посебно основно училиште Маца Овчарова во Велес. Работам заедно со дефектолози, специјалисти, наставници и родители да ја унапредиме работата со деца со посебни потреби. Работиме и групно и индивидуално со ученици во училиштето. Организиравме обуки за наставници и родители за децата да биде прифатени во нивната заедница. Организиравме обуки за дефектолози низ Македонија и со обучувачи од други држави. Работевме и на подигнување на јавната свест за лицата со покреченост на различни начини, но и преку обележување на светските денови, како 3 декември, што е ден на лицата со инвалидност. Денес во посебно основно училиште Маца Овчарова го организира хуманитарен концерт во 19:30 во Народниот театар во Велес, а донациите ќе бидат за некој вид на лифт, што ќе помагат на учениците во колички да се качува до училиштето што е на 3-тиот спрат. И сега во контекст на сето ова кое што го говоревте, морам да ве прашам какво е вашето искуство со Македонија? Што е она што ова земја го има па го заслужува вниманието или како ја опишувате ова наша земја и луѓето кои што живеат тука кои што немале можност да не посетат? Македонија е преубава и стварно е сончева земја, а тоа е благодарение на прекрасните луѓе што безсебично ги отварат нивните срца и стануваат не само колеги, туку пријатели и другари. Тука има убава природа, без разлика дали ќе се качуваме на некој од високите врвови, како Солунска глава, Магаро и Кораб, или на оние што се околу Велес, како Свети Илија и Вршник. Можност да се шетаме низ природата беше уште поубаво заради можност со
друштво и со луѓе што беа со нас. Имам многу да го кажам, ама морам да им заблагодарам на сите оние што имав можност да запознаем туку во Македонија. Без вас и вашите трпеливност, гостоприемство и голема поддршка, нема да имам толку прекрасно искуство, што никогаш нема да забравам. А затоа, кога ќе завршим со мировен корпус, а тоа ќе биде наскоро, дел од моето срце ќе остана тука со децата, колегите, пријатели, семејствата и другарите, кои што без прашање ме прифатија како дел од нивните секојдневен живот. Сара, морам да ве прашам, одлично го говорите македонскиот јазик, ви беше тешко да го научите или? Значи, бидејќи дојдов од Бугарија и таму научив бугарскиот, да, од почеток ми беше тешко, бидејќи е слично на бугарскиот, ама сепак со прекрасните луѓе што ми помага, беше полесно. Не вели најде да кажем уште една што точно ќе се случува на 2 декември? 2 декември е значаен ден за мировен корпус во Македонија од две причини. Првата причина е затоа што тоа е денот кога новата група од 44 волонтери, кои што вие ги споменавте веќе, ќе дадат свечена обврска пред амбасадорот на САД во Македонија, господинот Джейс Бейли. И втората причина е секако одбележувањето на 20 годишнината на мировен корпус. Ќе биде, значи, ќе има еден свечен настан од затворен карактер, на кој што ќе присуствуваат сите наши партнери, организации, со кои што имаме соработувано, локални соработници, семејства домаќини кои што имале кај себе волонтери или ќе имаат сега во иднина, колеги, значи сите оние луѓе кои што на некој начин придонеле кон програмата и овие 20 години постоење на мировен корпус тука. Но сакам да напоменам дека ова не е единствениот начин и единствениот настан на кој што се одбележува 20 годишнината. Во изминативе неколку месеци во соработка со американските катчиња низ цела Македонија, во Струга, Тетово, Битола и Штип, ако не се лажам, се случуваа различни видови, различни настани, повеќе на локално ниво, кои што беа во соработка секако со нашите волонтери во чест на 20 годишнината. Кој се може да биде волонтер на мировниот корпус? Кои се нивните задачи, колкав е временскиот период на нивната служба во една земја? Интересни прашања. Во секој случај, значи ќе почнам од должината на волонтерската служба. Значи таа е официјално 2 години, не вклучувајќи ги го периодот од 3 месеци подготовка за служба, но имаат можност волонтерите да продолжат 1 до 2 години, како што е случајот со Сара. Толку нели има убава соработка и сакаат да останат во земјата каде што служат. Во однос пак на тоа кој може да стане волонтер, значи мировниот корпус има висок критериум во поглед на одбирањето на тоа кои луѓе можат да станат волонтери. Пред се, како што спомна господинот Ханафин, е многу важно да се луѓето отворени, подготвени, посветени, дека нели треба да живеат 2 години далеко од својот дом. Луѓе кои што се флексибилни, спремни да го учат јазикот, да научат да се прилагодат на културата и така натаму. Инаку основниот критериум е да се секако граѓани на Америка, на САД, да се полнолетни и да имаат најмалку универзитетско образование. И би сакала уште еден важен аспект да напоменам тука. Тоа е дека Мировен корпус како организација обрнува големо внимание на диверзитетот на волонтерите. И тие буквално се представници на диверзитетот што може да се види во американското општество, во секој поглед. Од полот, возраста, бојата на кожата, религијата, етничката припадност, буквално во секоја смисла и па дури значи им се дава можност на американци со физичка и со сензорна попреченост да служат во земјикот секако каде што нели може да се лесно да се прилагодат и да функционираат. И тоа е една од вредностите на Мировен корпус, промовирањето на диверзитетот.
Јас имам уште многу прашања, меѓутоа знам дека имате активности во текот на денот, се подготвувате за она што веќе утре ќе се случува. Тука дека ќе го заокружиме разговорот, имам за крај прашање до сите. Се посетуваме на 2 декември и уште еднаш, ајде да кажеме за сите оние идни активности на Мировниот корпус во Македонија. Така. Можам јас, да. Значи, идните активности ќе бидат фокусирани пред се на зголемување, потенцијално зголемување на бројот на волонтерите што ќе служат во Македонија, за да се задоволи големиот интерес од локалните училишта и организации. Ќе продолжиме да работиме со рурални заедници, бидејќи таму потребата од ваков вид на помош е најголема, и секако ќе продолжиме да работиме со маргинализираните групи, како што се лицата со посебни потреби. Се надеваме таа, како што спомена веќе, таа иницијатива дека ќе прерасне во една поголема програма. Ако имате нешто да додадете? Anything that you would like to add? No, just thank you very much for having us. It's wonderful to be here, and we certainly hope that the celebration of our 20 years in Macedonia will continue, and we'll continue to have this great partnership with the people of Macedonia. Само би сакал да ви се заблагодарам на крајот за поканата во оваа емисија и се надевам дека овие 20 години ќе продолжиме и понатаму, не само овие 20 години со партнерство со локалните организации и луѓето во Македонија. Ви благодарам уште еднаш многу за одвоеното време и за разговорот. Ќе ви посакам многу успех. Секогаш сте добре дојдени тука во македонската телевизија. Како досега, така и од сега ќе информираме за сето она што вие го работите. Благодариме многу.